Недела е ден за одмор и релаксација, секако се наоѓате на вистинско место и останете тука. Почнува новото издание на емисијата Урбан Блок, а еве што ќе гледате во него. Во новиот Урбан Блок ви откриваме како маслото од канабис може да биде поддршка за пациентите со рак. Зборуваме на тема примена на биоинформатика кај деца со проблеми со говорот и ви откриваме како да го подобрите нивото на енергија. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блок. Неколку пати досега зборувавме на тема маслото од канабис и неговата употреба во медицината. Денешното издание го започнуваме токму со него, но овој пат неговата употреба кај болните од канцер. Еве што велат нашите стручни соработници од Анифар. Употребата на маслото од канабис како поддршка за пациентите со рак се заснова на неговите потенцијални терапевски својства за ублажување на симптомите и подобрување на квалитетот на живот. Се заинтересиравме за оваа тема и се консултиравме со нашите стручни соработници од аптека ДНА Анифар. Еве неколку медицински факти и истражувања на оваа тема. Сакам во денешната емисија да зборуваме и да кажеме неколку факти кога и како може да се користат производите што содржат CBD, односно канабидиол, добиени од канабисот во поддршка кај пациентите со рак. Постојат неколку клинички студии и докази, меѓутоа основното делување на самиот канабидиол е што делува аналгетски, значи ја намалува болката, делува антиинфламаторно, го намалува воспалителниот процес, го намалува вознемиреноста и депресијата, што е многу често пропратен симптом кај или состојба кај овие пациенти, а исто така делува и на пролиферацијата на туморските клетки, поради што имаме и оправдана употреба. Секако повеќе аспекти може да се покријат со препаратите кои што содржат CBD кај овие пациенти, кои што имаат третман, значи хемотерапија, меѓутоа како фармацевти мораме да напоменеме дека во вет на оваа терапија на CBD-то мора да оди во консултација со онколозите, заради тоа што многу често метаболизмот на CBD кој што се случува во црниот дроб е поврзан со одредени хемотерапеутици и дефинитивно квалитетот на живот кај овие пациенти кои што соодветно го внесуваат CBD-то е доста подобрен. Антиеметичното делување, односно пациентите кои што се на хемотерапија многу често чувствуваат гадење, повраќање, кои што CBD-то при тоа доста ги намалува и го подобрува квалитетот на живот, а моментот на имуномодулаторното делување е нешто што дефинитивно потпомага кај овие пациенти. Јас би кажала само неколку студии. Почетната доза со која што се почнува на третманот е од 5 до 10 милиграми дневна доза, која што постепено се зголемува, се внесува под јазик субликвално, заради што имаме брз ефект на самата активна субстанца, а она што може да се каже како клинички докази е во 2016 година имаме во Cancer Treatment Review, значи докажано дека канабиноидите, вклучително и CBD-то, се покажале ефикасни во контролирање на хемотерапевските состојби на гадење и повраќање, особено кај пациенти кои што не реагираат на традиционалните лекови против повраќање. Болката е исто така, има една студија направена во 2018 година, истата објавена во списанието за болка и симптом на менеджмент на болка. Пациентите со рак кои што го користеле CBD заедно со опоиди пријавиле подобра контрола на болката со намалена потреба за високи дози на опоиди. Безбедност и несаканите ефекти се тоа што овие препарати CBD-то може да предизвика толеранција, односно секогаш некоја сливна доза за да го постигне ефектот мора да биде во поголема концентрација, а интеракциите кои што може да ги дадат, рековме, со одредени хемотерапевтици, морат затоа овие препарати да се воведат заедно во контрола со онколозите и матичните лекари. Она што би сакала секако да го напоменам дека треба
со цел да се избегнат одредени интеракции, секогаш консултациите и советувањата овие пациенти да бидат насочени кон докторите, матичните лекари, фармацевтите, за да имаме оптимален ефект и третман со канабидиолот. Маслото од канабис може да помогне и во справување со психолошкиот стрес, анксиозноста и депресијата, кои се чести кај пациентите со рак. Во денешно време, за жал, се почесто повеќето деца имаат потешкоти при говорот. На оваа тема разговаравме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика Ревит, еве што велат тие. Доцнењето на говорот е еден исклучително чест проблем изминативе години и очекувано предизвикува огромна загриженост кај родителите. Затоа се советувавме со нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика. И за почеток ги прашуваме колку често тие се среќаваат со деца кои доцнат со говорот. Одговорот го имате во продолжение. Светски проблем, актуелен проблем, стресен, голем проблем, значи не го засега само детето, него и родителите, и пошироката, и потесната фамилија. Статистиката вели фрапантни податоци, значи денеска веќе на 20 и нешто деца едно дете е со одреден спектар аутизам или заостанување во развојот на говор, и е нешто што треба да се посвети доста внимание, да се земе во предвид дека тие деца утре треба нели да пораснат и ќе треба да бидат дел од општеството и од системот, кој што треба да смислиме како нели ќе ги инкорпорираме и како они понатака нели ќе имаат квалитетен и квантитет на живот. Се позанимававме доста со таа тема изминативе години, можам да кажам дека имаме феноменални резултати и можам да кажам дека ќе имаме уште подобри резултати, затоа што почнуваме да навлегуваме и да сваќаме каде се нели проблемите и изворите на оваа проблематика. Конкретно, значи, за заостанување во говор, можам да кажам дека огромен процент се коригираат. Кај децата со аутизам и спектар аутизам, тука веќе зависи од возраста, степенот нели на проблемот, генетски, многу кај некои деца има проблем, кој што не е само аутизам, него веќе има и генетска проблематика, така да тоа е веќе покомплицирана тема. Сигурно се прашувате од што настанува овој проблем кај децата. Нашите стручни соработници од Центарот за биоинформатика го имаат одговорот во продолжение. Кај поголем дел од децата сме забележале дека имаат отстапки на функцијата на цревата. И тоа е многу често. Да не претерам, отприлика околу 80% од децата имаат таква отстапка. Кај голем дел од нив детектирано и појава на кандида при тие биохемиски и лабораториски испитувања. Самата кандида во цревата знае да ги направи по-изиритирани, агресивни, по-хиперактивни. Меѓутоа, тоа се само функции кои што дополнително го влошуваат проблемот со нервниот систем и главно проблемот е реално кај нервниот систем. Таму што е детектирано, вообичаено имаме повеќе различни случаи, меѓутоа вообичаено имаат една зголемена активност на нервниот систем, која што им прави да тој мисловен процес постојано скока од едно и се префрла од едно на друго, на трето, поради што немаат фокус. Дел од децата и реално немаат фокус, меѓутоа еден дел од нив имаат одличен фокус и способност за забележување и меморија. Меѓутоа, таа претерана нервна активност им прави неможност да се фокусираат на едно нешто и да прават едно нешто во тој момент. Да се концентрираат само на едно нешто, да. И тука настануваат нели таа општа забуна, да ја кажеме. Хиперактивни, напнатост, нервоза, некои од нив имаат и агресија, заради неможноста да зборуваат, се чувствуваат неразбрани, потиснати, одбиваат да соработуваат. Зошто? Затоа што голем дел од тоа што ние тогаш бараме од нив, за нив представува напор. Им е мака, им е тешко, немаат фокус, така да сето тоа што го гледаме од страна како родителите или сите што работиме со тие деца, како ги гледаат и како ги доживуваат, е многу поразлично, затоа што секое дете има оправдание за неговите постапки според она што го гледаме овде, откако ќе измериме функцијата на нервниот систем. Едноставно не им е лесно на тие деца да функционираат со таков нервен систем, во такво општество каде што и не можат да се изразат, и се бараат многу работи од нив, а тие самите се чувствуваат напнатост, нервоза, имаат покачен кортизол, покачен адреналин, имаат стравови. И како да ви објаснам, некогаш мислиме дека можеби нели детето не соработува и е разгалено, а всушност стварно вистина има проблем.
доста се сретнува кај тие деца висока интоксикација Да. и витаминско-минералниот баланс е доста нарушен. Значи тоа е нешто Затоа и што многу суплементи помагаат и сите родители, нели, дополнително, нели, синергистички применуваат. во целиот процес многу помага и таа тема. Барајќи решение за проблемот, сигурно истражуваме и бараме различни пристапи. Па ги прашавме и нашите стручни соработници, кој е нивниот пристап. Одговорот го споделуваме со вас во продолжение. Даваме точни информации за сите тие отстапки и дисфункции што ги мериме кај нас, сите тие органи да се вратат во нормална функција. Даваме информации за регенерација на центарот за говор, со што многу побрзо се олеснува процесот на комуникација со средината, изразување, зборување. Даваме информација за враќање на нормална функција на црева, на имунолошкиот систем. Спиењето исто така е многу важно да се регулира кај овие дечиња. Значи, пристапот е Нервниот систем и ендокринолошкиот систем се и имун систем, да, меѓу кои Значи, имуниот систем се главни на кои што се делува и најмногу се фокусираме. Значи, со регенерација и враќање повторно во нормална функција, ние го носиме самото тело во нормала, со што се губат тие симптоми што децата ги имаат, нели? И се појавува и говор, се појавува нормално однесување, смирено, разбрано, желба за дружење, комуникација се јавува. Важна е и возраста. Па ги прашавме нашите соработници, на која возраст се забележува најчесто овој проблем. Еве го одговорот. Обично е од втората година, тогаш и фамилијата ги забележува проблемите. Некој малку доснат, може и третата година. Да, на втората година се уште има можеби и рано, за да си признаеме, нели, како родители, секој од нас истото би се справил. Свесни се, веќе реално се свесни, реално работат многу ретко го запоставуваат тој проблем, многу ретко. Добро, има една категорија кои што го потиснуваат сето тоа додека малку не бидат доцна. Значи има и таква една група. Ово би било, нели, може наменето повеќе за нив, да малку, нели, пообјективно погледнат на проблемот и да побараат решение. Не велам, нели, да го бараат решението овде, него генерално да бидат објективни и свесни. Или ако се сомневаат, на крајот на криштото може да направат диагностика, за да видат точно и прецизно што се случува со нивното дете. Енергијата ни е потребна за да можеме нормално да ги извршуваме секојдневните обврски, како дома, така и на работа. А како правилно да го одржувате нивото на енергија, ви откриваме во следните неколку минути. Повеќето од нас, за жал, секојдневно го поставуваат истото прашање. Како да го одржите нивото на енергија во текот на денот? Во продолжение ви нудиме одговори. Здравата исхрана е основата на нашата благосостојба и не подразбира специфична исхрана, туку начин на живот. Клучниот принцип на правилната исхрана е разновидноста. На телото му требаат различни видови на храна за да ги добие основните хранливи материи за нормално функционирање. Нутриционистите ни откриваат како да создадеме урамнотежено и разновидно мени и како да дизајнираме идеален индивидуален план за исхрана. При планирањето на вашата исхрана, важно е да се земе предвид хранливата вредност на храната и нивните физиолошки придобивки за телото. Главните извори на енергија се протеините, мастите и јаглехидратите, така што секој оброк треба да ги одржи сите три групи на микронутритиенти. Протеините се градежен материјал за клетките, хормоните, ензимите и антителата. Животинските протеини потекнуваат од месото, рибата, јајцата, млечните производи, додека растителните протеини се присутни во житарките, мешунките и јаткастите плодови. Јаглехидратите имаат енергетска и заштитна улога, додека влакната, содржани во нив, го подобруваат здравјето на дигестивниот тракт и ја подобруваат работата на срцето. Распределбата на микронутритиенти зависи од целта. За одржување на здрава телесна тежина, протеини 20 до 25%, масти 25 до 30% и јаглени хидрати 45 до 50%. За губење на тежината, зголемете го внесот на протеини, намалете јаглен хидрати и масти да се зголеми на 40%. За зголемување на телесна тежина, протеини 20%, масти 20% и јаглени хидрати 60%. Појадокот е најважниот оброк на денот. Појадокот мора да содржи протеини, масти и влакнести јадрехидрати, за да обезбеди енергија и да спречи прејадување во текот на денот. Првата опција е, на пример, овесна каша со ореви, цимет и мед, заедно со грчки јогурт со бобинки.
А втората опција, например, тост од интегрален леб со сирење, лосос, рукола и пржено јајце, со салата од свеж зеленчук. Ручекот е клучниот оброк за долгорочна енергија. Треба да биде хранлив и да обезбеди долго чувство на ситост. Можете, например, да изедете пилешки гради со зеленчук и леќа како гарнир. Или печена мисирка со интегрални тестенини во сос од домати и свежа салата. Ужината е факултативен оброк. Се користи доколку има потреба од дополнителен влез на енергија. Идеални комбинации се овошјето со јаткасти плодови или семки за подобрено стабилизирање на нивото на шекер во крвта. И вечерата треба да биде лесен и избалансиран оброк. Не треба да биде премногу тешка за да овозможи добар сон. Можете да изедете печена пастрмка со зеленчук на пареа или лосос на пареа со салата од киноа, свежи зачини и зеленчук. Додадете зеленчук и зачини во секој оброк за да го зголемите внесот на влакна и антиоксиданси. Не преоптоварувајте се со сложени рецепти. Започнете со едноставни комбинации. Не бројте обсесивно калории. Следете го концептот на здрава чинија, каде што 1/4 од чинијата се протеини, исто толку сложени јагленхидрати и половина зеленчук. Изберете природна и непреработена храна. Колку храната е подобра, до првобитната форма, толку е поздрава. Со оглед на тоа дека поради брзото темпо на живење, повеќето од нас немаат премногу слободно време да го поминуваат во својата кујна, а нормално дека сакаат да се хранат здраво и да изгледаат убаво и витко, ние ќе ви предложиме неколку супер брзи, а истовремено и здрави и вкусни оброци, кои се богати со витамини и минерали и кои ќе ви помогнат да ја задржите потребната енергија во текот на целиот ден. Првиот рецепт е сендвич со наут, авокадо и брусница. Потребни состојки за подготовка на овој рецепт се 420 грама варен наут, едно големо зрело авокадо, 2 лажици сок од лимон, една шолја суви брусници, 6 парчиња леб, малку свежа рукола, сол и бибер. Измечете го варениот наут, а потоа додадете го авокадото и мешајте додека не добиете густа паста. Додадете ги и брусниците, сокот од лимон, солта и биберот, секако по вкус и добро измешајте. Потпечете го малку лебот и намачкајте го со смесата. Наредете неколку ливчиња рукола и покрите го второто парче леб. Со тоа вашиот дневен оброк е подготвен. Следниот рецепт е наречен омлет во домати, а потребни состојки за подготовка на истиот се 4 големи домати, 3 јајца, 100 грама сирење, 2 лажици Макдонос или копар, сол и бибер. Измите ги доматите и исечете ги дршките. Внимателно извадете ја средината со лажица. Изрендајте го сирењето и изматете го заедно со јајцата. Потоа исечкајте го зеленчукот и додадете го во смесата. Зачинете со сол и црн пипер по вкус. Смесата од јајцата ставете ја во доматите и покрите со нивната внатрешност која претходно ја извадивте. Ставете ги да се потпечат на висока температура околу 5 минути. Се сервира во чинија со неколку гранчиња Макдонос. Можеби вашиот омилен рецепт е сладок тост со мед и лешници. Звучи вкусно, таков и е, а потребни состојки за да го подготвите ви се следните. 3 лажици лешници, 1 лажичка маслиново масло, 2 парчиња интегрален леб, 3 лажици павлака и 2 лажици мед. Исечкајте ги лешниците и прелите ги со маслиново масло. Оставете ги да отстојат 10 минути. Павлаката премачкајте ја врз парчињата леб, а потоа додадете ги лешниците и одозгора прелијте со мед. Вашиот рецепт е готов. Можете да почнете со подготовка на следниот. Салата од морков, јаболко и суво грозје. Потребни состојки ви се 2 до 3 големи моркови, 1 големо јаболко, 1 лажица сок од лимон или лимета, 2 лажици мед, 2 лажици павлака или домашен мајонез, 1 шолја суво грозје, исто толку суви брусници и уште 1 шолја семки од калинка. Изрендајте ги морковите, а јаболкото исечкајте го на коцки.
Ставете ги во длабок сад, прелејте со лимон или сок од лимета и добро измешајте. Додадете ги останатите состојки и повторно убаво промешајте. На крајот, украсете ја салатата со семките од калина. Пријатно јадење! Со ова го завршуваме нашето денешно 30-минутно дружење и сигурни сме дека и овој пат останавте со нас до самиот крај. Но доколку не пропуштивте, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Ние се гледаме повторно следната недела, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.